Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Молкот од страна на град Скопје за тендерот за дронска детекција на болести кај растенија и вегетација е показател дека се работи за нелогична, несвојствена и ненормална набавка во ова време во градот Скопје. Мрзеливиот Шилегов е должен да им објасни на граѓаните како и зошто ќе ги троши нивните пари, односно што ќе работи фирмата на сопругот на Мила Царовска, Флајкем, и како ќе ги троши тие 1 милион денари од градот Скопје доделени. Ако се земат предвид условите кои ги нуди фирмата Флајкем, тоа е само дронско летање, а таму има еден вработен во таа фирма, тоа е сопругот на Мила Царовска. Ако се земе предвид мислењето на експертите, не постои дрон што може да детектира болест кај вегетација и растенија. И на крај, ако се земе фактичката состојба во предвид, не постои служба, ниту пак експерти во градот Скопје, кои би направили испитување на тие болни растенија, за да има конечен резултат градот, од што се болни, како се болни и како да се третираат. Впрочем, за тоа најверојатно се прави овој проект. Очигледно е 1 милион денари одат на контото на семејството на Мила Царовска за работа која ќе остане недовршена, односно на крајот од проектот градот Скопје пак би немал извештај од што се болни и како да се третираат растенијата. Нешто како имплементацијата на проектот за кој што во моментов Драги Рашковски е во притвор. Откупен, а не е завршен, имплементиран до крај. Истото би се случило и со оваа јавна набавка во градот Скопје. 1 милион денари во джебот на сопругот на Царовска за проект кој е класично лудило, во време кога Скопјани имаат 1 милион нерешени проблеми заради неспособноста и мрзеливоста на Петре Шилегов и градската управа. Како и безброј други тендери, и ово е сомнителен за испумпување на парите на граѓаните, додека Мила Царовска го уништува образованието, нејзиниот сопруг со мрзеливиот Шилегов го уништуваат градот Скопје. Очекувано е да продолжат и понатака да молчат, од едноставна причина што ова им се последните месеци да распишуваат сулуди тендери за измислени проекти како што е овој за детекција на болести на вегетација со дрон, а потоа кога ќе си заминат, верувајте дека сите оние кои што се огрешиле пред законот и кои што сториле криминал ќе одговарат. Благодарам, ова беше пресконференцијата. Сега би сакал да одговорам на прашање кое што пристигна до прес-центарот. Коментар за извештајот на Репортери без граници, каде што се оценува ситуацијата со медиумите во Република Македонија. Како што знаете, ние подолго време говориме дека во Република Македонија со оваа влада на чело со СДСМ, со Зоран Заев, со цела онаа булумента која што работи на регулирање на медиумскиот простор, ако можам така да го наречам, во владата, тие хонорарци и сите останати кои што се задолжени да на некој начин ја воспеваат владата. Во Македонија постои класичен медиумски мрак и тоа подолго време го говориме. Ситуацијата е оценета онака како што е, дека е лоша, дека владините функционери понатака се закануваат на новинарите, односно на некој начин се обидуваат да ги угушат да не говорат за криминалот кој што ни се случува пред очи. Јас би сакал да им честитам на сите оние новинари, медиуми кои што покрај таквите закани кои што ги добиваат од власта и од останати фактори во државава, сепак одлучуваат и стојат на страната на граѓаните, односно го изнесуваат целиот криминал на власта. Сите оние кои што во еден момент се чувствуваат можеби заплашени, ги охрабрувам и тие да преминат на страната на граѓаните и да известуваат за целиот криминал, бидејќи само заедно можеме да го победиме овој медиумски мрак. Во однос на сите оние други точки од страна на извештајот, морам да потенцирам дека се уште се злоупотребува корона пандемијата во Република Македонија, на многу од медиумите да им се ограничи можноста да присуствуваат, да поставуваат прашања и така натака, на некој начин се со цел за да се сокрие онаа неспособност на владата да се бори со корона пандемијата. И за крај би сакал да потенцирам дека она кое што највеќе мене ме загрижува, но и сите останати, еве лично
власта, односно заканите, тужбите и на некој начин заканите по семејствата на новинарите. Ние се уште имаме свежи примери каде што уредници на медиуми, би сакал да ги споменам тука како луѓе за кои што се водеше и се води се уште процес. Тоа е уредникот на Инфомакс Митовски, тоа е уредникот на кој што беше осуден на условна казна заради оддавање службена тајна, но тоа е сепак осуда и обид за да се заплаши подоцна да не објавува за криминалот на власта. Тоа е еден од примерите за тоа што котираме вака лошо на листата. Би сакал да споменам тука уредникот на Лидер, кој што во моментов се води процес за слично дело, кој што исто така е најревносен во објавувањето на криминалите, а сака да го заплашат инструментите и апаратите на власта и на СДСМ. Но ова мора да прекине и мора да се охрабрат се повеќе новинарите кои што трпат репресии од страна на власта да застанат на страната на граѓаните и да објавуваат за криминалот. Има една позната ситуација во Република Македонија во однос на нападот кон новинари и верувам дека и тоа е влезено во извештајот. Има една структура на луѓе кои што работат на социјалните мрежи, се платени од парите на граѓаните и работат во влада, така наречени партиски ботови, кои што секојдневно кога некој медиум или новинар ќе се потпише на некој текст, односно ќе истражува и ќе објави за криминалот на власта, веднаш му се нафрлат и веднаш го напаѓаат со лични навреди, со омаловажување, со навреди кон неговото семејство, со навреди и закани кон животите на семејствата, така да повторно би потенцирал дека ова мора да прекине, а верувајте дека во првиот момент кога ќе се смени власта, ќе прекине, бидејќи никој не смее да ги злоупотребува државните ресурси и парите на граѓаните за да ја угуши медиумската слобода во Република Македонија. Благодарам.